Значи, јавниот долг, заклучно со третиот квартал, 9,7 милиарди евра. 57,6%. Согласно фискалната стратегија, односно и стратегијата за јавен долг и ревидираната, која што помина на владина седница, треба и на односно на генерален колегиум, ќе треба и на владина седница, па потоа на собраниска седница. Планираме 60,9% за 2025 година, оно што го кажавме и на самиот почеток од 2025. А во пари? 9,7 колку ќе бидат? Со четвртиот квартал? Да, заклучно со четврти квартал, како ќе завршиме? 10,2 милиарди евра. Јавниот долг на крајот на годината ќе биде 10,2 милиарди евра. Но кога говориме за јавен долг, правилото е да се поврзува со процентот бруто домашниот производ. Кога расти економијата, нормално е да расти јавниот долг, но да се запазува и на буџетскиот дефицит. Така, а буџетскиот дефицит кажавте дека ќе го задржите на проектираниот. Во минатото проектираниот. имавме обратна работа. Буџетскиот дефицит ќе го задржите на проектираниот. Буџетскиот раст беше никаков, а јавниот долг растеше. И од 2017, кога бил на 4,7 милиарди евра, веќе 2024 на 9,6 милиарди. 2008 беше 1,5 милиарди евра, па отидовме до сега, како кажавте, во тоа владење од 7 години предходно ги задолживме од граѓаните. 4 на 9. Сега ние се движиме во овој распон.